Види, ние така сгрешивме со странските инвестиции. Значи, не е проблем вие да имате, пошто немате капитал како држава, не е проблем вие да донесете инвестиции странски. Добро. Но вие мора тие инвестиции да ги впиете во себе како држава и да изградите капацитет за да продолжите со производството, односно за да продолжите со таа значи да земете технологијата од нив, да ги земете капацитетите. Ние кај нас странските инвестиции се буквално сватени како доаѓа, експлоатира, значи дели само плата, дури има многу огромни бенефиции во однос на нашите домашни фирми и кога процесот на акумулација на капитал завршува, они само си се повлекуваат и си заминуваат, а тука останува само изработени луѓе, испиена нивна крв и тоа е. Значи ние немаме стратегија за инвестициите. А друга страна е што навистина многу малку капитални инвестиции кај нас државата финансира, односно можам да кажам дека ич, не знам, 10% беше у последниот буџет. Ние задолжувањата кои што ги правиме за тековни трошоци. Моментално имаме долг на БДП, јавен долг од 80% од БДП. И тоа за 3-4 години од 40 на 80%. Да. Тоа е поразително. Па од таму е сега идејата за продавање на земјиштето, веројатно, пошто не остана ништо друго. Веројатно и имаат потешкоти за земање на кредити од надвор и сега треба нешто од внатре да се продаде уште нешто. Што тоа ќе значи за нас? Тоа за нас ќе значи отуѓување на земјата. Ние полека ги отуѓуваме сите работи кои што ги има оваа земја. Значи го отуѓуваме националната култура, ги отуѓуваме нашите символи, ги отуѓуваме она што е државност. Ние и полека сега отуѓуваме и земјата. Значи ние ги отуѓивме и нашите работници. Значи лесно е ти да си проблемот лесно е да си капиталистичка земја во центарот на капитализмот. Ние сме на периферијата негова. И сега плюс ние како држава сме на Балканот во специфична ситуација каде што имаме упади од соседни држави. Значи тука не се разрешени се уште меѓудржавните односи на Балканот. И вие кога имате држава која што е приватизирана, значи нема моќ во себе и тешко е да ги менаџира сите потребни работи за нејзе за да се задржи стабилноста. Затоа имаме ние многу нестабилна држава во суштина. Така да влезот во НАТО нема да реши стабилноста, тоа е сигурно, како што видовме и последнава година.